Добро утро по втор пат. Дани со зголемен обем на работа. Кумановската противпожарна единица успешно ја заврши ланската година. Всушност интервенирале на 665 пожари, што е за 120 повеќе во споредба со претходната 2024 година. Согласно статистиката, најголем дел од интервенциите, односно околу 370, се однесувале на пожари на отворен простор. Дополнително регистрирани се 25 интервенции на сообраќајни средства, 14 пожари на објекти, како и 41 техничка интервенција. Од службата потенцираат дека палењето стрништа останува еден од најголемите предизвици, инаку единицата редовно интервенира и надвор од територијата на општината. Општина Липково нема своја пожарна единица, па секоја интервенција таму ја покрива Кумановската единица. Слична е состојбата и со општина Старо Нагоричане, каде екипите од Куманово излегуваат на барање за помош, иако оваа општина располага со 9 пожарникари. Изминатата 2025 година сепак се оценува како позитивна во однос на опремувањето и меѓународната соработка. За ова година велат е планирано формирање на 2 доброволни противпожарни друштва кои ќе располагаат со сопствени гаражи. Тие би реагирале всушност први на терен, со што би се скратило времето на пристигнување до пожарите, а професионалната единица би се вклучувала по потреба и се надеваат дека тоа би требало да даде значајно подобри резултати. Предлагам овде да погледнеме дел од изјавата на заменик командирот на територијалната противпожарна единица во Куманово. Особено во летните периоди, значи месецот јуни, јули, август, најголем дел се пожари на стрништа, кои зафаќаат многу голема површина, со тоа ја оштетуваат и природата и ни на нас ни прават дополнителни проблеми, дополнителна работа, каде што на некои пожари не можеме да покриеме со една екипа и со едно возило, па упатуваме дополнително луѓе и дополнителни возила. Меѓутоа, сите пожари се успешно завршени во 2025 година, без некои поголеми последици по нашите возила и по нашите луѓе, така да 2025 се оценува како добра и успешна година, иако, само уште ова да кажам, имаме за околу 120 пожари повеќе од 2024 година. Општина Липково нема своја пожарна единица, секој пожар кој ќе се случи таму или интервенција оди нашата екипа, а што се однесува до Старо Нагоричане, кога ќе се случи таму пожар, прво одат тие, а доколку ги треба помош, бараат, не повикуваат нас и ние одиме исто и во општина Старо Нагоричане. Добивме 3 возила, донација од Република Австрија, од покраината Тирол, и се надеваме дека и оваа година, 2026 ќе продолжи соработката и ќе добиеме уште возила и уште опрема. Ќе испратиме неколку наши луѓе на обука во Република Австрија и со тоа ќе ги зајакнеме нашите капацитети. Да, тоа беше изјавата на заменик командирот на единицата во Куманово. Она што мора да го напоменеме е последниот настан кој што загрижува, тоа е напад на тројца пожарникари од Кумановската единица. Истите биле нападнати пред влезот на самата единица. Веднаш интервенирала Кумановската полиција. 2 лица се приведени, укажуваат дека се работи на расчистување на случајот. Настанот го осуди секако синдикатот на пожарникари на Македонија, укажувајќи дека станува збор за недозволив чин врз луѓе кои што се во служба на граѓаните, бараат итно расчистување на случајот. Исто така настанот секако го осуди и првиот човек на Куманово, укажувајќи дека е недозволиво овие лица да бидат напаѓани.